Најпрво да изразам сочувство со семејствата на трагично погинатите млади луѓе во дискотеката во Кочани, како и со сите други повредени и на крајот на краиштата во овие моменти кога сите во Македонија сме потресени. Мислам дека не може да се изнедат зборови за да се искаже таа згрозеност, нефункционалност и така натака, кои што како причини треба да ги имаме во предвид за настанување на оваа трагедија. Значи, кога сакаме онака со ладни глави да размислуваме, значи што допринесе до една ваква да се случи еден ваков настан, секако дека се сите оние пропусти кои што одредени институции не ги презеле, а биле должни да ги преземат согласно закон, почнувајќи од тоа од издавање на одобрение за вршење на дејност, на одредена дејност, било да е тоа трговска, било да е тоа угостителска, било да е тоа културна и така натака, па се до она што ние викаме потребни превентивни мерки за противпожарна и безбедносна заштита на присутните гости во еден угостителски објект каде што се одржуваат и културни манифестации како што беше ова во дискотеката. Факт е дека на овие полина значи имаме целосно потфрлање, значи имаме несоодветен објект кој што врши дејност, во кој што имаме огромен број на присутни млади лица, а при тоа да не ги исполнуваат ни минималните безбедносни услови во делот на заштитата од пожари и од други елементарни непогоди, како што е видно и од изјавите на многу медицински лица дека поголем дел од трагично настраданите се како последица на она стампедо кое што се создало при бегството, односно за напуштање на објектот кој што немал соодветни услови за брзо евакуирање во услови на елементарна непогода, било да е тоа пожар, земјотрес и така натака. И затоа мислам дека тука треба институциите, односно јавното обвинителство во преземањето на истражните действија да ги насочит дел од истрагите заради утврдување на одговорност на организаторите на оваа забава и на собствениците на овој објект кој што згора на се покрај тоа што нема соодветна противпожарна заштита дозволиле да внатре се употребуваат пиротехнички средства кои што и дека ако може многу лесно да предизвикаат пожар, што и се случило, нели? И каде што се една од главните причини за настанување на пожарот. Точно заради тоа јас ги лоцира, значи ги нафрлив овие законски одредби кои што при во услови на поднесено барање за добивање на одредена дозвола за вршење на одредена стопанска дејност, било да е тоа угостителска, било да е тоа трговска, било да е тоа организација на културни, спортски манифестации и така натака, дека треба да ги исполнуваат точно тие со закон пропишани услови од безбедносен аспект, од противпожарна заштита, од други услови, висина, ширина, големина, за број на присутни луѓе и така натака, цврстина на објектот, градба на објектот, кои материјали се градежно употребени и така натака, значи за сето тоа постои прописи што во конкретниот случај не е направено и затоа они никогаш не ни поднесле едно такво барање за легализација. Но веќе штом добиле одобрение да вршат угостителска дејност, угостителската дејност најкасно во сабота и во недела трае до 01 часот, односно до 24 часот во другите работни денови. Друго е прашањето исто така, кое што многу мене ме загрижуваат лично, е присуството на малолетни лица, значи лица под 18 години во овие касни сати, во 3 сата, во 2,5-3 сатот, во утринските часови кога не ни смееле да работат, значи не ни смеело да има присутни луѓе, па уште помалку да има малолетни лица внатре.
нели кој што од кој што според она што имавме можност да го слушнеме во овие неофицијални информации, се уште зборам дека се неофицијални, дека има и починати малолетни лица. Затоа тука се поставуваат прашањето и за одредени пропусти на институциите, како што тоа го кажа дирекцијата за за спасување и заштита, нели, тие кажаа дека они немале противпожарен елаборат изготвено и така натака. Значи, кога ќе ги согледате сите тие слабости, лесно ќе дојдете да утврдите одредена одговорност на одговорните лица, односно организаторите на оваа забава, со оглед дека дозволиле внатре да се користат општо опасни средства. Пиротехниката со која што е предизвикана општо опасна опасност по животот на граѓаните, што и како последица нели ги имаме овие 60, односно 59 мртви и 150 повредени лица. Факт е, и затоа реков дека во сите тие услови кога се барат, законот пропишува и соодветен простор и за евакуација, значи простори, врати за евакуација и врати за влез, нели? Каде што имаме, а овде немаме соодветни услови кои што биле во овој простор кој што претходно, нели, и вие како медиуми тоа го соопштивте дека претходно бил магазин за текстил, односно за теписи и така натака, а потоа го пренамениле во 2005 година во угостителски објект, каде што се вршела оваа дејност на организација на овие културни забави за млади лица, претежно за млади лица, која што била една од попознатите во Кочани, но при тоа никој не водел сметка дека тој објект не ги исполнува условите и дека секој пат представувало одредена опасност дека тука може да се случи некаква трагедија која што за жал и конечно се случи после долги години. И мислам дека оваа акција сега што ја најавуваат владата за целосна проверка и на други дискотеки во Република Македонија и други угостителски објекти, иако е посвестно што викаме, нели, после настаната последица, мислам дека е и како битна за да се среди една за секој пат таа дејност околу организација на тие работи и време трајање на работа на работното време во тие угостителски објекти. Почнувајќи од тоа дека и претходно сме имале, на пример, јас земам дискотеката во 4 сатот наутро кога беше убиен хрватскиот ракометар и така натака, нели, од сите тие действија кои што ми се одвиваат во раните утрински часови кога и влијанието на алкохолот си го прави своето. Нели? Сега кога ни се случи оваа трагедија, ова треба да ни биде конечно последно освестување дека мора работите да ги доведиме во ред, дека владата и институциите мора да ги преземат сите мерки согласно законите во Република Македонија и таа дејност, не само таа дејност и сите други останати дејности да се доведат во ред и да ги усогласат своите активности и при тоа да бидат оние кои што нема да ги усогласат или не може да ги усогласат, не ги исполнуваат условите да бидат затворени се со цел да се зголеми безбедноста на граѓаните. Ние не можеме да дозволиме да се врши таква дејност и да ни се собираат по 1000, по 2000 млади луѓе во простор, во барака, во која што е лесно запалива и тамо да се точи алкохол, се фрлаат пиротехника и така натака, се пушат цигари, значи се предизвикуваат општо опасни действија со каде што може да бидат загрозени животите на многу луѓе. Ние, јас сум сведок на она што ни се случи во раните 90-ти години во Хард Рок, нели, тогаш имавме првично исто така една негативна состојба, нели, со пожар во дискотеката, но таа беше барем дискотека од подсврста градба, но пак викам дека евакуацијата е многу битен елемент и затоа тие простории треба да имаат специјални излези кои што во таков случај се отвараат и каде што може, значи, голема група на луѓе за многу кратко време да ги напушти. Тоа истото се барат, нели, и во спортските објекти, во сите големи спортски објекти, било за тоа фудбалски стадиони, спортски сали и така натака, да имаат специјални
излези во случај на елементарни непогоди, пожари, поплави, големо нарушување на јавен ред и мир и така натака, се со цел да се попреча точно последици од стампедо, каде што се случуваат и смртни случаеви. Затоа ова што го преземат владата сега со засилување на овие контроли мора да дадат резултати, мора таа дејност, не само таа дејност, него сите дејности да ги средиме и да ги доведиме согласно закон и да прекиниме едно за секој пат толерирање на инкриминирани действија со коруптивни елементи, затоа што многу институции премолчувале за оваа состојба, не дека не ја знаеле состојбата со структурата на дискотеката и незината безбедност и дека нема соодветни елаборати за превенција од пожари и од други елементарни непогоди, но викаме пак коруптивните елементи и така натака, и затоа јас се сомневам дека дел од тие лица кои што се организатори и оние 4 распишани централни потерници точно ми даваат основ да се сомневам дека тоа се лица точно од овие кои што организирале или се грижеле за безбедноста на луѓето внатре во дискотеката, пошто они се должни да имаат соодветно обезбедување и да не дозволат да има малолетни лица внатре во објектот. Вие видите дека таму имаме огромен број на малолетни лица, што е спротивно на законските прописи. Исто така, можеби дел од тие малолетници и употребувале алкохол, односно им било точен алкохол, што па исто така е забрането согласно закон. Постојат огромен број на пропусти, има огромна вина и овде не смееме да дозволиме да нема одговорност, значи мора да има суштинска и вистинска одговорност. Јас не би сакал да коментирам за моралната одговорност на политичките елити, како викаме, макар и тоа го каже и министерот Панче Тошковски, макар и 2 дена да е човек на функција, мора да чувствуваат морална одговорност, затоа што моралната одговорност е чин на етичност, на човечност и на сите оние елементи кои што укажуваат дека навистина како избрани и именувани функционери се грижиме остварувањето на функциите да биде согласно законите и согласно интересите на граѓаните. Значи, како безбедносни експерти постојано укажуваме дека многу малку се вложуваат во безбедноста и многу малку се задолжуваат организациите, било да се тоа приватни предпријатија, било да се тоа државни предпријатија, било да се тоа институции, многу малку да преземаат соодветни превентивни мерки за заштита од пожари, од поплави, од земјотреси и така натака. Јас често пати сум зборувал и за оние скрилници, кои што во старите згради до 90-тите години беа задолжително да се градат во објектите кои што денеска се напуштени, руинирани, кои што никој не води гале за тие објекти и така натака. Значи затоа викаме иницијалната каписла и барањето на поголема ангажираност на државните структури во подобрување на точно на оваа состојба треба да ни е пример она што се случуваше и во Србија, нели, но никако не смееме да потпаднеме под влијание на нови шарени револуции, каде што странските разузнавачки служби баш точно во вакви трагедии, нели, ловат како да направат насилна промена на власта во одредена држава, се со цел тие да се инсталираат и да си ги остваруваат своите огромни интереси за одреден простор или за одредена држава и така натака, и затоа тука треба да бидеме како граѓани многу внимателни и многу сериозни. Да, треба да бараме поголема ангажираност на институциите, треба институциите да се грижат многу повеќе за превенцијата во делот на безбедноста на сите угостителски, туристички објекти и така натака, затоа што јас не би сакал да шпекулирам, но секогаш постои еден мал степен на она што ние викаме во безбедноста, викаме каде што има елементи на тероризам. Ме разбирате што сакам да кажам?
Значи, така да не се исклучени тие можности дека секоја држава е објект на напад од тие хибридни напади, нели, како ние што бевме долго време нападнати по делот на поставување, односно пријавување на лажно поставување на експлозивни направи и така натака, се со цел да се истоштува државата на тој безбедносен план. Така да има многу за работа, има многу за размислување, но мислам дека во делот на угостителството и во делот на овие дискотеки во многу населени места треба и како да се преземат поригорозни мерки од страна на владата и на државата, се со цел тоа да се среди целосно закон и да се доведат состојбите онака како што треба, да има доволно хидранти, доволно противпожарни апарати, да има скали за брза евакуација, излези и така натака. Значи се што е пропишано во законот и да биде изготвен соодветен елаборат за секој таков објект кој што врши таква дејност, односно присуство на поголем број на граѓани во одреден објект.